أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел, кој од неговата милост му дава на неговите робови време за да се покајат и за да се променат. И нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, кој стално се грижеше за неговиот уммет да биде од Аллаховите искрени робови. И нека е салават и селам на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Навистина, браќа, со Аллахова дозвола, а после и благодарност до Него субханаху ва таала, е тоа што ни се доближува најдобриот месец, најсаканиот месец на Аллах Азза ва Джел, месец Рамазан. Затоа во ова време, посебно во овие последни денови од месец Шаабан, ни е потребно сериозно размислување за промена на самите себе си. Како да го промениме нашиот живот во месец Рамазан? Како да ја исправиме нашата немарност и нашата слабост? Како да го промениме нашиот дневен распоред, нашите навики и нашите интереси? Зошто Рамазан не доаѓа само за да ги смениме часовите на јадење и спиење, туку да ги смениме нашите срца, нашите приоритети и воопшто насоките или насоката на нашиот живот. Мора да знаеме дека возвишениот Аллах Азза ва Джел е кадар над се и дека кај Него нема ништо невозможно, а и ние сме дел од Неговата одредба. Возвишениот Аллах Азза ва Джел ни даде многу примери со луѓе чии животи се промениле во моменти, како што беше примерот со маџепсниците или сихирбазите на фараонот, кои од неверство, од војска на фараонот, премина во иман за неколку моменти, иако претходно размислуваа само за уживање и само за нивните страсти. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. И дојдоа тие маџепсници кај фараонот и праша дали навистина награда ќе добиеме ако бидеме победници над Муса алейхи салату вассалам. Па му рече фараонот да, и ке ми бидете навистина блиски. Но кога? После таа случка со Муса алейхи салату вассалам, кога овие маџепсници сихирбази поверуваа, тогаш фараонот му се закана. Па тие рекоа: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Тие рекоа: нема да те ставиме тебе над јасните докази кои ни дојдоа и над тој што нас не создаде. До вчера се плаше од фараонот, му бее робови на фараонот, но Аллах Азза ва Джелле ја сврти ситуацијата. Па одеднаш постанаа најцврсти верници во теа време, спротивставувајќи му се на најголемиот зулумчар и тиранин, а теа беше фараонот. Па му рекој дека ние не ја оставаме овие докази, не ја оставаме оваа вера заради тебе или заради било кого други. Па му рекле: прави што сакаш.
И ове од длабочината на нивниот иман. Немале школа, немале познавање, но ове оне што Аллах Джелешану го става во срцата на неговите робови. Прави што сакаш, тоа можеш само во животот на овој свет. Инна аменна би раббина лијагфира лана хатајана вама акрахтана алейхи мин ас-сихр валлаху хајру ва абқа. Ние веруваме во нашиот Господар за гревовите наши да ни ги прости и за маџиите на кои што ти не принуди, а Аллах е подобар и трајно наградува. Потоа постана од војската на Муса алейхи салату вассалам и постана од блиските Аллахови робови. Кој можеше да замисли дека тие ќе постигнат оваа положба? Исто така од асхабите на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи селем имаше и такви асхаби за кои се мислеше дека нема шанси да примаат ислам, нема шанси да го следат на Мухаммед салаллаху алейхи васелем, како што беше со Омер ибн ал-Хаттаб радијаллаху ан. Велеле курејшите, играјќи се со Аллаховата вера, и велеле побрго би примало ислам магарето на Омер радијаллаху ан, него Омер самиот. Но што се случи, о Аллахови робови? Возвишениот Аллах азза ва џел го отвори срцето на Омер радијаллаху ан и тој стана еден од главните столбови на оваа Аллахова вера. Затоа да не очајуваме од промената, бидејќи промената користи све до последниот миг на човекот. Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи васелем рекол: на човекот му се прима покајанието се додека душата не стигне до неговото грло. И велит алейхи салату васелам, кога отишол да го посоветува својот аџо, кога бил на смртна постела, и му рекол: о аџо, кул ла илаха иллаллах, ухаджу биха лека индаллах, кажи ла илаха иллаллах, збор за кој ќе сведочам за тебе на сунниот ден. Ке сведочам ке Аллах азза ва џелле за тебе со овој збор на таухидот. А кога не би имало корист, не би го повикувал Мухаммед саллаллаху алейхи васелем пред сама негова смрт. Се надевал до тога дека ќе се промени и дека ќе примат Аллаховата тебарека ва таала вера. Но шејтанот, браќа, му шепоти и му прави везвесе на човекот, дека повеќе нема надеж, дека возот замина, промената е тешка, треба да се бориш, не можеш да постигнеш. Ако сакаш да се промениш, што ќе каже другите, што ќе кажат околу тебе, како ќе прифати твојата фамилија и слично многу други работи. Сите овие се везвесија од проклетиот шејтан за кој човек мора да им се спротистави и да ги отстрани. Животот сведочи дека промената е можна. Не само можна, туку и остварлива, ако човек навистина му се спротистави на проклетиот шејтан. А лек за тоа и лек за ваква промена имаме многу. А од тие лекови или начини, прво, да поборџа со твоето време кој Аллах азза ва џелле ти го има дадено и да го оставиш одложувањето. Да не велиш ќе се промена наредниот Рамазан, или ќе се промена последните 10 дена од Рамазан, или ќе се промена кога ќе се ожена, или кога ќе стекна имот, или кога ќе напра куќана, па тога ќе сенна, тога ќе напра не. Како што имаш обврска на ова дуња, исто така имаш обврска према возвишениот Аллах азза ва џел. И оне е теја што ти е многу поважно и многу побитно. Затоа никако немој твоите промени да ги врзуваш за некое идно време, зашто времето минува, животот е краток и никој не ти дава гаранција дека ќе ја дочекаш таа твоја иднина. Затоа побарај помош од Аллах азза ва џел. Донеси цврста одлука и подпри се на него субханаху ва таала. Колку мина се покајале поради немарноста, поради грешењето, но веќе им било доцна. Ан тaqule nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. За човекот, кога ќе им дојде казната од Аллах азза ва џел, да не извика после тешко мене колку самодолжности кон Аллах азза ва џелле пропуштив. Затоа немој да чекаш до ова време. Втор лек, ако шејтанот ја прави за тебе промената многу тешка, ти направи ја лесна. Затоа што тешкотијата и леснотијата се во нашиве мисли. Колку лесни работи, кои се многу едноставни, мислите го натерае на човека да мисли дека ова е нешто претешко, немој да го постигни.
Колку луѓе не седват да учат Кур'ан, зашто мислат дека е претешко, немај да замислат да седне да читаат Кур'ан, или да учат Аллахов говор, или да слушнат дерс, или да застане да чинат ибадет на возвишениот Аллах азза ва џел. Шејтанот многу направил нешто претешко, нешто нека немој да го постигни. А колку исто така тешки работи за некои луѓе постанаа лесни. Постанаа лесни и едноставни. Затоа се пренесува дека Уthman радијаллаху ан дури го читал цел Кур'ан хатме само на еден рекат. Ова е за нас невозможна работа, но за него била многу лесна работа, затоа што се потприл на Аллах азза ва џел и се надевал на возвишениот Аллах субханаху ва таала. Трето, браќа, што помага во промената е да се читат биографијата на нашите праведни претходни генерации, да се читат биографијата на нашите учени луѓе, кои ги надминале овие пречки на проклетиот шејтан и ја оствариле промената прво кај себе си, а потоа и во својата средина. Понекогаш цели земји се промениле поради еден човек. Омер ибн Абдул-Азиз рахимахуллах, кој порано се грижал за дуња, за мириси, украсување и раскош, се преобразил во човек на зухд, на побожност, па Аллах азза ва џелле ја промени состојбата на муслиманските земји преку него. А исто така имам Ахмед ибн Хамбел рахимахуллах се промени себе си, се спротивстави на искушенијата и стана храбар, па Аллах азза ва џелле го направи знак и ја зацврсти состојбата на следбениците на суннетот преку него рахимахуллаху таала. Па кој ќе се промени себе си заради Аллах азза ва џел, Аллах ќе го направи причина за промена и на другите. Четврто, побарај поддршка од верниците. Дружи се со верниците и со блиските Аллахови робови, затоа што Аллах азза ва џел го зацврсти на својот пратеник Мухаммед алейхиссалам со својата помош и со верниците. Па велит Аллах азза ва џел: "Хуа аллази айјадака би насрихи ва бил муъминин." Тој те поддржува со својата помош и со верниците. И затоа петтиот начин кој е спротивно од ове, а те е да се пазиш од лошото друштво. Лошово друштво е најголемата причина за да направиш промена на добро во твојот живот. Лошото друштво има силно влијание врз верата, однесувањето, воспитувањето, моралот и амбициите. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем рекол: човекот е на верата на својот близок пријател, па нека секој од вас гледа со кого се спријателува. Па го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ја поправи нашата вера, која е заштита и темел на нашата работа, да го поправи нашиот дуњалук, во кој е нашата екзистенција и живење, и да го поправи нашиот ахирет, во кој е нашето враќање, и да го направи животот да ни биде зголемување во секое добро дело, а смртта да ни биде одмор од секое зло. И на крај, браќа, имаме едно известување од одборот на оваа џамија. Се известуваат џематлиите дека за време на таравија намазот во месецот Рамазан, подромскиот простор на џамијата нема да биде отворен за жени, туку ќе се користи само за мажи. Ова одлука е донесена поради очекуваната гужва и недоволниот простор, и ова се однесува само за таравија намаз, додека последните 10 дена за ноќен намаз тогаш ќе биде отворен и за жени. Аллах да ви награди за вашето стрпление. Баракаллаху ли ва лакум фил Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان
وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا العبادات والصوم والقيام يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في جميع أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.